Го приведе Сабахадин Рустеми, директорот на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје, поради непостапувањето по врските, односно несобирањето на отпадот во главниот град. Заедно со него приведен и раководителот на секторот за отпад во јавното претпријатие Аки Саити. По моментов двајцата се во полициска станица. Мартин Арсов известува во живо од таму. Мартин, што знаеме до овој момент, дали тие се уште се во полициската станица, имали пријави за нив? Така, цаци, веќе 5 часа трае распитот на директорот на јавното претпријатие Комунална хигиена Сабахадин Рустеми и раководителот истото претпријатие. Според информациите се работи за лицето Аки Саити. Според информациите тие биле донесени овде во полициската станица Автокоманда некаде околу 14 часот, меѓутоа овде може да бидат задржани 24 часа, односно до утре до 14 часот, па заради тоа што се уште трае распитот овде во полициската станица, неизвестно е дали обвинителството ќе бара притвор или пак други мерки на предпазливост. Исто така нејасно е и дали ќе се шири листата на лица кои што ќе бидат овде повикани на разговор или пак ќе бидат приведени. Ова доаѓа по 6 дена истрага во просториите на јавното претпријатие Комунална хигиена и градот Скопје. Денеска била одземена, според информациите, и дополнителна документација од јавното претпријатие. Приведени се и задржани 2 лица од раководството на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје во врска со сомненија за кривично дело од член 230 од Кривичниот законник. Соопштија кратко и од Министерството за внатрешни работи и од обвинителството. За сега нема други информации ниту од двете институции. Во зависност од тоа за кој став од членот во Кривичниот законник ќе биде поднесена кривичната пријава, на директорот и на раководителот од Комунална хигиена им се заканува казна затвор од најмалку 1 до најмногу 10 години. Инаку Сабахадин Рустеми е директор на јавното претпријатие Комунална хигиена од 29 јануари оваа година и е близок до актуелниот градоначалник на општина Сарај, каде претходно беше директор на општинското јавно комунално претпријатие Сарај од 2017 до 2021 година. Инаку во изминатиот период, откако Скопје има проблеми со собирањето на сметот, директорот на јавното претпријатие беше критикуван и од страна на синдикатите и од управниот одбор на претпријатието. Синдикатите обвинија дека им доцни платата, таа им беше половично само поделена минатата недела. Информациите беа дека до петок требало да ја земат останатата половина. За сега немам информации дали го добиле остатокот од платата за септември, а управниот одбор во петокот испрати допис до медиумите, неколку документи од кои што јасно се гледа дека се изгласани сите програми, сите планови за нормално да функционира јавното претпријатие, и од управниот одбор прстот го вперија токму во директорот Рустеми, за кој што рекоа дека не ја исполнува својата обврска, не ги реализира програмите кои што се уредно и навремено изгласани, меѓутоа и тие не знаат зошто токму директорот ја кочи работата на јавното претпријатие. Мартин, едно прашање. Видовме одредени тврдења од се уште актуелната градоначалничка на Скопје дека тие се пуштени, дека за нив нема никаква пријава. Што е со овие информации? Да, веднаш откако излезе информацијата во јавноста дека е приведен директорот на јавното претпријатие, на социјалната мрежа Facebook се огласи скопската градоначалничка Данила Арсовска. Таа без да ги коментира оние сите дописи и документи кои што ги изнесе управниот одбор, која што пак таа го обвинуваше дека тие се виновници дека се кочи работата во претпријатието. Таа на Facebook застана во одбрана на директорот на Комунална хигиена, рече дека тој не е виновен, го повтори практично својот став што го имаше и претходно, и рече дека се работи за политички прогон. Попладнево пак се огласи со уште еден ироничен, би рекол, статус на социјалните мрежи, во кој што вели: директорот на Комунална хигиена Скопје е пуштен, не е виновен за ништо, работата ја вршел честно и совесно. Оваа информација пристигна откако по неколку часа убедување во полициска станица директорот на Комунална хигиена им кажал дека во срцето и душата е влен, уште додека бил во станица му донале да потпише изјава за членството, пошто е пуштен да си продолжи со успешната работа во претпријатието.
Со оглед дека во каква состојба е Скопје и дека се уште е затрупано во ѓубре, се надевам дека и оваа последна реченица дека е успешен во делувањето на предпријатието, исто така е кажана иронично. Што се однесува пак до оние информации од денешниот ден, и премиерот Мицкоски на оваа тема беше прашан на настан во текот на денешниот ден. Тој рече дека очекува интересна разврска на овој случај и им се заблагодари на градоначалниците од другите општини кои што помагаат во расчистување на главниот град. Еве ја изјавата. Мислам дека таму ќе има разврска која што ќе биде многу интересно да ја следите. Да се заблагодарам на градоначалниците на општина Велес, Штип, Кавадарци и Куманово за поддршката која што дава изминативе денови со механизација за чистење на сметот во Скопје. Во следните денови вторник, среда и петок и сабота ќе продолжат и потоа очекувам откако ќе победи Орце Георгиевски, откако ќе се примопредаде практично раководењето со градот Скопје, целата работа со сметот да се нормализира. И впрочем имаме ветување, нели, 72 часа откако ќе ја превземе управувањето, кога ќе ја превземе на градот Скопје, дека треба комплетно сметот да биде исчистен и потоа тоа да биде еден тековен процес, да не биде вест. Так, на страна од иронијата и лошиот хумор од страна на градоначалничката Арсовска, ние се уште се наоѓаме овде во полициската станица Автокоманда, распитот се уште трае, цаци очекувам детали во вестите во 21. Мартин, те очекуваме со информации во вечерното издание или во текот